Почитувани го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа, гостува министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини. Господине Нуредини, повторно малку пари се издвоени за животната средина за буџетот за следната година. Дали ова за вас е порезителен податок како министер, бидејќи вашата партија ДУИ пред 2 години се заложи за зелената агенда? Прво сакам да ве информирам дека не е баш точно. Кога ние зборуваме за буџетот на државата, нема секогаш само да гледаме на институцијата, на Министерство за животна средина. Што е битно е дека првото ние сме имале поголема буџет од централниот буџет од претходно. Претходно е бил 430-50 милиони денари, сега е 900 до милиарда денари, која ние инвестираме на тие теми за подобрување на состојбата за животна средина, почиста околина. Тоа значи дека ние имаме и нови програми каде ние собираме надоместоци од законски кој е предвиден и сега прв пат ние ќе имаме програма за општините, да поддржиме општините да инвестираат на дали за вода за пиење или канализација, нешто друго од 232 милиони денари. Втората е дека ние ќе имаме до 120 милиони денари од средства што сме собирале од надоместок за пластични биоразградливи, biodegradable кейси, и тоа ќе враќаме целосно на граѓаните. Ние ќе набавиме контењери за селекција на отпад и така натаму, но тоа е само еден дел. Ние како партија, да, можеби сега сакаме да збориме за партијата, идејата е била секогаш ние да зборуваме за зелената агендата. Но не само ние како партијата, но целата држава, целата влада. Мене што ми е баш големо задоволство дека сите сме почнале и во локални избори да зборуваме за чиста околина. Тоа значи дека сме направиле некоја измена во државата, сите сега сме посвесни и сите тие кандидати на локални избори збореше за чиста околина, вода за пиење, канализација и за собирање на отпад. Зошто конкретно за вашето министерство не можете да се изборите за повеќе средства во владата, особено бидејќи вашата мисија е да креирате политики за животната средина? Тоа е вториот дел што сакав да го кажеме, дека тоа е од централниот буџет. Тоа значи дека имаме повеќе од претходно. Но тоа што исто направиле меѓувреме, исто е дека сите институции се врзани да инвестираат на енергија ефикасност, да менуваат грејање на дали се на школи, на градинки, на болници и така натаму, и ќе продолжува или на полицейски стациони. До сега тие се направиле измена инвестиција повеќе од 80 полицейски стациони со бројни школи, градинки и болници, дали се за таа болница во Чаир, во Куманово, во Струмица, така натаму. И во следната година тие институции ќе инвестираат. Тоа не значи дека само Министерството за животна средина мора да инвестира, тие имат подобра знаење и можност да инвестираат на тие згради. Но што ние сме направиле од ова време, јас кога почнав пред 3 нешто години е, ние да најдеме можност, само нови закони да предлагаме и тие да поминат во собрание, но и да најдеме финансиски можности. Тоа значи сега сме подпишале пред месец, сме подпишале договор со Европската банка за инвестиција, 50 милиони евра да поддржаме општините да инвестираат на инфраструктура за вода за пиење и за канализација. Сега помина и нов друг закон, заем од ЕБОР, 55,6 милиони евра од ЕБОР да инвестираме на инфраструктура, да изградиме депонии во 5 региони во нашата држава. Плюс со тоа имаме добиена 9 милиони швајцарска франка од швајцарската држава како гранд компонента за изградба на депонии и за да имаме еднаш и за секогаш да имаме една управување со отпад и сме аплицирале и во WBIF. Прва одговор е позитивно, тоа значи дека да добиеме и гранд компонента од тоа и ќе имаме околу 80 милиони евра да управиме со тие региони, јужно-западниот, Пелагонски, Вардар, Полокски и South-East, јужниот, источниот регион. А за другите, извини да продолжим заради таа не е целата финансиски моќ што имаме ние и од ИПА проекти, ИПА програмата.
Ке почнеме со изградба на централната депонија во Свети Никол за северно-источна и источниот регион. Таа е околу 40 милиони евра инвестираме. Тоа е грант компонента и со буџетот на државата, 15% е секогаш од нашиот буџет. И за пречислена станица во Скопје. Ние како министерство сме подпишале договори со и ЕИБ и ЕБОР, заедно со град Скопје и водовод Скопје, заемот 126 милиони евра, плюс 72 милиони грант компонента. Ова не е целосно, ова не е во буџетот на министерство, но овие се наши инструменти кои ние употребиме да инвестираме на почиста животна средина и поодржлив развој. Меѓутоа зборуваме нели Министерството како можност да ги подигне капацитетите да креира и понатака политики за животната средина. Меѓутоа, дали тука дел од проблемот е капацитетите на Министерството да ги реализира буџетите? Не баш точно, заради, гледате, ние сме мала министерство. Заради, за жал, дanašnата држава уште немаме. Една од идеите што сме имале ние е да изградиме агенција за животна средина. И тоа е потребно. Ние сме министерство и имаме управа за животна средина. Тоа е внатре во министерство. Идејата тоа да биде независен и ние министерство да управиме со политиките и со проектите. Имаме за сега имаме доволни експерти во министерство, но да, сигурно дека мора да зголемиме и тие вработени кои имат знаење и експертиза за поголеми проекти. Конкретно ќе биде потребно да ги зголемите капацитетите за поглавието 27 во преговорите со Европската унија. Апсолутно, гледа, ние сите мора да бидеме свесни дека ова е најголемиот капитол. Капитол 20, chapter 27 е еден на најголемите што има не само во легислатура, не на закони, но и во инфраструктура. Тоа јас секогаш велам дека не само закони се потребни, но ние мора да најдеме и таа можност да инвестираме на инфраструктурата. Според ситуацијата што ја гледаме на ниво на цела држава излегува како животната средина да се сведува на ниво на дневна политика. Ете, проблемот со загадениот воздух е со години. Скопје, Тетово, Битола, Струмица, високи концентрации. Со отпадот се чека долго време да се реши проблемот. Депониите, Охрид и Маврово се под притисок од загадување и од урбанизација. Се чини дека меѓународната заедница се грижи повеќе за нашите природни богатства отколку нашата држава, зборувам за Обединетите нации, за УНЕСКО, за Бернската конвенција. Јас искрено да кажам, не можеме да зборуваме за претходните. Али ние не сме во ова состојбата заради од вчера. Ние сме во ова состојбата заради од претходните декади. Сега, ние сме направили, има неколку проекти, ако сака да ви информирам, за национални паркови, нови заштитени зони, што сме направиле за студија за Охрид, што направиме за од рекомендации што имаме ние од УНЕСКО. Голем дел од тоа сме направиле или сме во тек. Еве, Бернската конвенција конкретно даде предлог да се запрат сите активности во Маврово, во Галичица и во Охридскиот регион, додека не направат они проценка што треба да се направи. Дали запознаени сте? Се согласам, се согласам дека, но јас лично го поканав да доаѓат и тие од Бернска конвенција и од УНЕСКО и да се одиме во лично место и да се разгледаме како е состојбата. И се соработиме заедно со невладини организации, но тие да нека доаѓат во Северна Македонија, нашата држава, да се разгледиме сите тие проблеми што ние имаме и после тоа да имаме една одлука. Сега, тука не е само една компонента од централниот власт, но и локалниот власт. Мора да имаме добра соработка со централниот и локалниот власт. Сега не бил ова состојбата што имаме ние денес, не од денес, ние од вчера. Со декади се бил изграден, но ние пробаме да се седнеме со граничалници и од Охрид, Струга и Дебарце и да направиме еден план, долгорочен план. Тука конкретно се бара сега да се запрат сите активности за урбанизација и легализација на дивоградби додека не дојдат на терен заедно со УНЕСКО и Рамсарската конвенција. Од мој личниот став е многу лесно. Ако нема дозвола за градење, тоа значи дека е дивоградба. Дивоградби се дивоградби. Бев дивоградби, се дивоградби, ке биде дивоградба.
Тоа е надлежност и на општините да се разгледа што кои згради или домови имат дозвола или не. Јас не мога да кажем дека е дозволена на дива градба. Никој не може да каже тоа дека е дозволена. Што е дива градба, значи дека е незаконски. Меѓутоа Ние се кажеме нон-стоп и јас кажам, ве молам, не дозволите диви градби. Зошто се чека се уште на репрогласување на Маврово за национален парк? Тоа е работа на национален парк и на централна власт. Ние сме во тек, сме обезбедили средства да почнеме во јануар со репрогласување во национален парк. Нормално тоа е на обврска на национални паркови сам да почне со процедурата. Но додека тие нема можност сам, ние сме најделе и средства и со меѓународните донатори. Тука може да спомнам дека италијанската држава сака да не помогна и имаме други организации, Global Conservation Fund, кои тие ќе се поддржат со средства и да прогласиме целосно национален парк во Маврово. Тука мора да бидеме искрени да кажеме дека и локалните институции мора да направат тоа што е потребно. Додека тие немат можност, ние ќе поддржаме и ќе почнеме одма во јануар со средства што сме обезбедили во буџетот и со донаторите да направиме ревалоризација на Маврово. Во однос на загадувањето во Скопје, имаме сега ситуација со топлани кои ќе најавуваат дека е можно да работат на нафта и на мазут и повторно ситуацијата е со високо загаден воздух како и во изминатите години. Конкретно нешто околу ова како би можело да се избалансира во предстојната зима? Прво јас лично како министар за животна средина и ние како министерство сме имале секогаш еден став. Да продолжиме да потребиме газ за топлење во град Скопје. И продолжиме на тоа. Да ве објаснам што е бил процедурата. Секоја интегрирана инсталација, неколки, интегрирани инсталации имат можност да употребат мазут или дизел, ако е во дозвола. Кога зборуваме сега ние за источен и северен и западен топлификација, тие во дозвола пишува дека имат можност да употребат мазут за 10 дена, ако има аварија и немат пристап во газ. Додека ние имаме пристап во газ, ќе продолжиме да употребиме газ. Тоа е мој личен став на министерство и ние продолжиме да употребиме газ за топлификација во Скопје. А кога збориме за аерозагадувањето, нормално дека не е идејата ние сега да употребиме мазут или дизел за грејање. Заради тоа имаме закони и дозволи. Да направиме измена на дозвол, тоа трае неколку време. Заради мора да имаме студии кои ќе покажуваат дека нема да има повеќе загадување ако употребат некој друг материи. Што можеме да кажеме дека тие мерки што ние сме земеле од години, да инвестираме на измена на грејање, и на државни згради и за локална самоуправа, но и да поддржаме граѓани да сменуваат грејање на домови, покажува неколку резултати. Да, за жал, уште имаме проблем со аерозагадувањето, но чекор по чекор ние подобруваме состојбата. Ние имаме податоци кои кажат секоја година е подобро. Дали е во ред? Уште не. Да, имаме многу работа пред нас да немаме проблем со аерозагадувањето. Заради тоа секогаш ние збориме за гасоводот во Скопје. Тоа е една од најголемите проектите, една вклучни дел од решение за аерозагадување во нашите главни градови во Скопје, во Северна Македонија. Господин Нуредини, ви благодарам за интервјуто. И јас ви благодарам за можност. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.